Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон сад. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а во наредните 8 минути со вас ќе биде Лилица Китановска. Македонската диаспора во средата организираше Македонско-американски ден со настане во амбасадата на Македонија, во Стейт департментот и на Капитол Хил, а во чии рамки лобираше во Конгресот и во врска со спорот со името. Средбите со конгресмени и сенатори ги следеше Јане Баџиевски. Представници на обединетата македонска диаспора пристигнаа со ентузијазам во Домот на американската демократија. Велат основна цел информирање на конгресмените за резолуцијата 486. Уште во 2009 беше поднесена во представничкиот дом, а што ја обвинува Македонија за непријателска пропаганда кон Грција. Се надеваат да обезбедат поддршка против усвојување на резолуцијата. Барањата се да не се поддржува таа антимакедонска резолуција 486, што е поднесена од страна на грчкото лоби тука во Вашингтон, и да бараме да се покачи средствата што се донира до Македонија за различни проекти околу економски развој, образование и здравство. Диаспората го повтори ставот дека не се согласува со промена на името Република Македонија. Имајќи предвид дека сите поголеми и голем дел од помалите заедници тука во САД имаат познанство со одредени конгресмени кои што ги застапуваат нивните интереси во Конгресот, мислам дека апсолутно е потребно и ние да имаме такви конгресмени кои што нас ке не поддржуваат или барем во најмала рака барем нашите позиции да бидат запознаени со нив. Диаспората трпеливо чекаше на прием да ги искаже барањата. А персоналот на конгресмените прашуваше во врска со барањата на омада. Од канцеларија до канцеларија, омада посети стотина представници на конгресмените на речиси тричасовната обиколка по Капитол Хил. Диаспората во иднина планира да го зачести ваквото лобирање. Представници од македонската диаспора за време на лобирањето во Конгресот ја истакнаа важноста од ургентно решавање на прашањето за името и побараа понатамошна поддршка од Соединетите Американски држави. Јане Баџиевски, Глас на Америка на македонски Вашингтон. Обединетата македонска диаспора синојка го одликуваше републиканскиот сенатор од сојузната држава Охајо, Ѓорѓ Војновиќ, со својата меѓународна награда за слобода. Во ексклузивен разговор за Гласот на Америка на македонски, Војновиќ наведува дека прашањето за името мора да се реши што е можно побрзо, со цел Македонија да не остане изолирана на патот кон Европската унија и НАТО. Во контекст на изјавата на американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер дека времето истекува и дека Македонија мора да го реши спорот со името, бидејќи од тоа зависи незината иднина. Сенаторот Војновиќ подвлекува дека сега постои можност што порано не постоела, а може и да не постои во иднина. Во октомври ние неколкумина сенатори се сретнавме со грчкиот премиер Папандреу, кој индицираше дека е заинтересиран и дека сака да се стори нешто. Мислам дека постои можност која не беше присутна порано. Исто мислам дека премиерот Груевски знае дека ова можеби е најдобрата можност за Македонија да постигне нешто што би било прифатливо за македонскиот народ и би било мощно и важно доколку ја искористи можноста во наредните неколку месеци. Бидејќи по тој период не сум сигурен дека Папандреу ќе остане крај масата, бидејќи има многу други проблеми во моментов. За можното решение за проблемот со името, премиерот Никола Груевски рече дека граѓаните ќе имаат крајен збор на референдум. Што е вашиот коментар? Well, I don't know about the details of that. The only thing that I want people to know Не ги знам деталите, само сакам луѓето да знаат дека каков е резултат да добиеме преку компромис, тоа нема да налага луѓето во Македонија да го менуваат уставот. Мислам дека тоа беше големо прашање. Мислам и дека прашањето за референдум треба сериозно да се разгледа во смисла дали ќе биде нешто што ќе помогне или ќе наштети. Нов извештај на индустријски аналитичари вели дека светот до 2015 година ќе конзумира 176 милиони тони шекер, а тоа е за околу 20% повеќе од проценките за потрошувачката на шекер во 2010-та. Ако се има предвид врската меѓу шекерот и срцевите болести, зголемувањето добива на значење.
Студиите покажуваат дека глобалното конзумирање на шеќер драматично пораснало од 11 милиони тони во 1900-та на околу 145 милиони тони денеска. Ова е секако добра вест за шеќерната индустрија, но лоша за срцето. Доктор Мириам Вос и медицинската сестра за јавно здравје Джин Велш на Универзитетот Емори работеле на студија што покажала дека јадењето многу шеќер го зголемува холестеролот и триглицеридите што дебелеат, познати како липиди, а тоа пак го зголемува ризикот за срцево заболување. Во студијата биле вклучени податоци од 6000 возрастни луѓе со различно ниво на шеќер во крвта, следени најмалку 6 години. Една група конзумирала во просек 46 кафени лажички шеќер, друга конзумирала 3. Сите други се меѓу овие две групи. Еве како изгледаат 46 лажички шеќер. Кај луѓето кои конзумираат повеќе шеќер најдовме највисоки фактори на ризик за кардиоваскуларни болести. Исто како и на опаѓањето на така наречениот добар холестерол. Овој холестерол, познат и по кратенката HDL, е корисен за здравјето на срцето и лекарите сакаат таму да видат високи цифри. Значи, што е заклучокот? Американската асоциација за срце вели дека жените не треба да конзумираат повеќе од 100 калории додаден шеќер дневно. За мажите, препораката е не повеќе од 150 калории. И не заборавете, пијалоците, газирани и негазирани, кријат многу шеќер. Но бидете со нас и утре, ќе ви донесеме сторија за југото, краткотрајна автомобилска сензација во САД од 1980-тите. Утре во Newsflash, подемот и падот на најлошиот автомобил во историјата. За југото излезе книга деновиве, на што се темели прилогот што ќе го гледате во утрешен Newsflash. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете ја и нашата веб страница glaснaamerika.com. Пријатна вечер.